Задругарите бараат измени во Законот за земјоделски задруги. Сметаат дека во повеќе аспекти им е отежната работата и како задругари и како индивидуални земјоделци. За заживување на оваа организирана форма на производство треба модерен и ефикасен закон, децидни се тие. Пред се во Законот за задруги немаме ние дефинирано што здружуваме. Самото здружување на членовите во задругата представува и еден огромен проблем ради лошите искуства од минатото и не се спремни задругарите да здружуваат имот во задруги. Сето тоа ќе треба да се дефинира на некој начин во новиот закон. Тоа е еден од проблемите. Другиот проблем е двојното одначување на членовите во задругите и на приходот што го остварува задругата. И третиот дел е дека не сме равноправни со индивидуалните производители. Членовите што се во земјоделски задруги имаат обврски да водат книговодство. Фактички задругата го води сето тоа во име на членовите, меѓутоа тоа предизвикува после други реперкусии. Од Министерството за земјоделство велат дека работат на измените кои треба да овозможат иновации и модернизација во производството во задругите. Инаку во моментот точно е започна еден проект од минатава година. Проектот токму фокусиран за развој на земјоделските задруги, но она што е битно за Министерството и веќе се работи, значи Министерството е влезено во една фаза на ревизија на законот за земјоделски задруги, кој можам да кажем тој е еден мал закон, многу лимитирачки, не дава голема можност за поддршка, она што ја сакаме поддршката, а тоа е за да се почне во инвестиции, како за другите би влегле во инвестиции кои би имале бенефит членовите, односно самите задругари, се со цел да задругата биде атрактивна и привлече поголем број на членови. Во Македонија постојат 39 земјоделски задруги од сите аспекти на аграрното дејствување. Иднината на македонското земјоделство според сите релевантни фактори е во окрупнувањето на земјиштето и формирање задруги за поголема конкурентност на домашниот, но на европските и на светските пазари.